Директоре Милановиќ, почна ли Струмица газ да испорачува газ до крајните корисници, односно физичките и правни лица во општина Струмица? Да, јавното предпријатие Струмица газ Струмица во текот на цела година испорачува газ до потрошувачите, затоа што не се само домакинствата и јавните институции кои што го користат за загревање, тука се и стопанските објекти кои што го користат за нивни технолошки потреби природниот газ. Исто така, голем дел од домакинствата во летниот период го користат природниот газ за припрема на санитарната топла вода и за готвење. Апсолутно бевме спремни за почетокот на грејната сезона. Јавните институции стартуваа на време. Сите тие потребни инспекции, проверки на инсталацијата беа направени на време и се стартуваше се во нормала. Снабдувањето си оди секојдневно, без никакви проблеми до сега. Енергетска криза е. Имате ли обезбедено доволни количини на газ за оваа грејна сезона? Дел од јавните набавки, кои што и се уште ги користиме, се важечки. Веќе сме во фаза на распишување на нов јавен оглас, за да може, доколку дојде ситуација на ново зголемување на цените, да не се најдеме во ситуација да бидеме спречени да набавуваме, веќе припремаме и нов тендер со кој што ќе ги набавиме потребните количини до крајот на грејната сезона. Велите нов тендер, тоа значи дека актуелните количини ќе недостасуваат, па ќе распишувате нов тендер? Согласно распишаниот тендер важечки, да, имаме обезбедени количини, меѓутоа бидејќи цената се менува, за да не се доведеме во ситуација да исполниме цената, а да не ги исполниме количините и да останеме без газ, ние ќе распишеме уште еден тендер со кој што сите тие количини ќе бидат дополнително обезбедени. Тоа го правиме само ради тоа што цената на природниот газ варира секојдневно. Моментално, овие месец дена и повеќе, тенденцијата е на намалување. Во моментот имаме рекордно ниска цена во последните, мислам дека е најниска во последните 6-7 месеци. Директоре, по која цена ќе се испорачува гасот до крајните корисници овде во Струмица, односно физичките и правни лица, иако и регулаторна комисија овде има дел со утврдување на цената? Вака сега цената, регулаторна комисија ја определува нашата маржа за дистрибуција. Додека цената, крајната цена се формира како збир од набавната цена на природниот газ, цената за дистрибуција на природен газ, тоа е нашата маржа, и нормално данокот на додадена вредност. Моменталната крајна продажна цена е 99,4 денари по метар кубен. И таа е во регионот моментално и најниска цена која што ја нудиме. Се менува на месечно ниво, затоа што се менува на дневно ниво на светските берзи цената на природниот газ. Да. Ние користиме виртуелна гасификација, се носи компримиран природен газ, така да може снабдувачите од повеќе места да го набавуваат, кај што ќе најдат пониска цена. Каква е состојбата со интересот за грејење на газ оваа сезона, директоре, имајќи во предвид дека минатата пролет или минатата зима рековте дека заради високата цена добар дел се откажа и премина на огроено дрво или пак останатите извори на грејење. Каква е состојбата во моментов? Овака сега, средината и крајот на претходната грејна сезона, дел од корисниците прекина со користење на природниот газ, меѓутоа последните месец дена интересот постои кај граѓаните. Секојдневно се јавуваат, прашуваат, се интересираат околу цената, околу сигурноста за снабдување. Еден добар дел, мислам дека ќе останат на природен газ да го користат како енергенс, меѓутоа подетално тоа ќе го знаеме веќе крајот на ноември, кога сега се ниски температурите, многу малку се уште користат грејење од домакинствата, дома имаат климатизери кои што може да ги користат за затоплување во овој период, меѓутоа ноември ќе ни покаже дали и колку од домакинствата се имаат откажено. Има ли место за стравување, бидејќи добар дел, се уште е рано можеби да се каже, но добар дел од корисниците се префрлија на други извори на грејење? Не, сите голем дел се врати на огревно дрво и огревното дрво исто има проблеми и со снабдувањето, сведоци сме сите. Цената се покачи, не е тоа што го очекуваат граѓаните. Голем дел од нашите корисници
Мислеа дека ќе преминат, некои од претходно има инсталирана опрема за пелети, меѓутоа и кај нив цената е исто висока. Некој што има резерва нафта и нафтата има висока цена, струјата веќе за топловодно грејење е неспоредливо скапа во однос на гасот. Дали имаат сигурност, дали се плашат, апсолутно во овој период, не само за природниот газ, истиот ризик постои и за електрична енергија, па и за другите енергенси. Периодот е таков. Меѓутоа се трудиме и работиме да обезбедиме потребни количини за грејење. Што би им препорачал? Би им препорачал во ова кризно време да ја штедат енергијата. Без разлика дали станува збор за природен газ, дали станува збор за електрична енергија, овој период мораме сите да штедиме. Директоре Милановиќ, имате ли нови приклучоци на дистрибутивната гасоводна мрежа во Струмица во изминатиот период? Вака сега, кога збориме дека дел се откажале. Они се откажаа, меѓутоа како се откажаа? Не ги откажаа договорите, не ги раскинаа договорите, само прекинаа да го користат гасот за загревање. Голем дел си остана да си го користи и природниот газ за санитарна топла вода и за готвење. И во текот на летните месеци ти има потрошувачка. Исто е и за ова сезона. Никој го нема откажано договорот. Договорите се важечки. Меѓутоа не користат таа количина што верувам дека доколку продолжи овој тренд на намалување на цената на светските берзи, верувам дека дел пак ќе продолжат да го користат природниот газ како енергијас. Секако тука да нагласам дека општината продолжува со давање субвенција од 10 денари по метар кубен. Тоа ќе биде и во следниот период. Последната година работевте и на проширување на гасоводната дистрибутивна мрежа, до каде се е обезбеден газ? Ова година имавме и во програмата предвидено проширување само во индустријските зони. Нашето внимание беше насочено кон стопанските објекти, кон домаќинствата беше насочено само во поглед на приклучување, а не и на проширување на дистрибутивна мрежа во тие делови кај што ја нема. Во тој аспект само во индустријската зона поранешна Струмичанка, таму се направи еден крак на кој што се реализирани 2 приклучоци од категоријата стопанство. Се уште не користат природен газ затоа што се во припреми работи во погоните. Најавено е дека некаде почетокот на 2023 ќе почнат и тие со користење на природен газ. Директоре Милановиќ, јас ви благодарам на ова интервју.